Балканскиот Ерусалим во очекување на големиот верски празник Великден исполнет со гости. Црквите се преполни со верници како домашни, така и од странство, кои денеска на Велики петок, најтажниот ден во христијанството, се поклонуваат и поминуваат под плаштеницата која го символизира Христовиот гроб, поставаат црвени јајца, се молат и палат свеќи за здравје. За овие денови е преполно, Охрид е преполн, веруваме дека и секаде низ Македонија се честува. Богослужбите траат постојано, утрени, вечерни, се според она што е пропишано од црквата. Секоја година имаме посетеност од странски туристи. Интересен е факт што луѓе од други вероисповести кои го посетуваат Охрид или знаете актуелно за празниците да има и попусти па наоѓаат. Дури е забележано големо присуство во црквите и посета, што од радозналост, меѓутоа што од да се види, да се почувствува тој празничен дух. Граѓаните ги посетуваат храмовите и се подготвуваат за свечената трпеза. Одржуваме со пост и чекаме нормално причеста и да почнеме со кршење на јајца за многу години. Обавезно овде каде вечерта се до савањето. Секоја година со опцување јајца, со идење в црква. Погача, кифлички, месо јагнешко и друго месо. За Великден е јагнешко. Секој колку е во можностите ќе си купи, колку да касни јагнешко, месвиме козуњаци. За продолжениот празничен викенд најбројни се домашните и гостите од нашето соседство, но не изостануваат ни они од подалечните земји. Гости моментално се грци и евреи кои што се редовни наши гости со чартер летови кои што доаѓаат, значи не само за Великден, туку се тука во текот на целата 2025. Голема посетеност во храмовите се очекува да има и во текот на утрешниот ден, кога наполно ќе биде објавена радосната вест за Христовото воскресение. Нина Аритоновска, Сител телевизија.